Класичен рецепт за подготовка на класична наполетанска пица кој е запишан во книга постои, вели Дејанчо Трајанов, пица мајстор од Охрид. Има одредени нормативи кои треба да се запазат за подготовка на квалитетно тесто, кое треба да отстои најмалку 24 часа, влијаат повеќе фактори, објаснува тој. Температура амбиенте, температура на брашно, температура на вода, сето тоа треба да се искомбинира за да отстои фактички кај нас да ферментира. Тука има и една друга постапка, матурирање или созревање на тестото, кое кај нас е многу малку застапена во Македонија. Но тој применува и друг метод. Моето тесто остои најмалку 38 часа. Бидејќи тоа тесто после четвртиот ден е толку сварливо за стомак и немаш проблеми со дигестијата. Тука е изборот на брашна. Нашите брашна се премногу сиромашни со протеин. Ние тука користиме капуто, едно од најквалитетните брашна на светско ниво. Тој беше дел од македонскиот тим кој во месец април годинава го освои 8-то место меѓу 250 учесници на светскиот пица шампионат во Италија. За мене е едно искуство плюс, запознав нови луѓе, нови начини на подготовка на тесто, печки, современи печки. Дејанчо сосема случајно почнал да се занимава со подготовка на пица, откако претходно 20 години работел како професионален војник во македонската армија. Кога наполнив 45 години, законот условуваше крај на кариерата и потоа требаше да бираме друга професија. На интернет пребарувајќи по тие школи, курсиви кај што се одржува, и така стапи во контакт со Пицајоли, Академија Пицајоли од Италија. Тие ми рекоа, па таа школа постои во Македонија, бев меѓу првите студенти кои го завршиат курсот. Но сепак, за добра пица, вели, најмногу од се е потребна љубов и страст при самата подготовка. Италијаните викат пасионе, тоа е страста. Ако ја поседуваш, ќе биде од тебе пица мајстор за наполетанска. Ако не ја поседуваш, тешко. Така тие велат. Неговите планови е наесен да заврши курс за мастер инструктор, со што може да обучува идни пица мајстори. Од Охрид, за Гласот на Америка, Мики Трајковски.